Пародонтопатија се дефинира како дегенеративно заболување на потпорната структура на зъбите и затоа тие мигрираат или отпаѓаат. Што е причина за оваа болест? Значи, пародонтопатијата е, како што рековме, дегенеративно прогресивно заболување кое што ги зафаќа мекивите ткива околу зъбот и коскеното ткиво, секако. Ако еден зъб почне да мигрира, да се клати, дали тоа значи дека наскоро сигурно ќе Значи, пред се пародонтопатијата е заболување кое што бара превентива. Ако се фати на време, превентивно ако се делува, нема да се развива или ќе се стопира. А ако се фати во подоцнежни стадиуми, затоа рековме прогресивно заболување, ако се фати во подоцнежни стадиуми, сигурно ќе прогресира, но нашата цел е да стопираме тој прогрес и да ги одржиме тие зъби во функција се додека може да се одржат, додека не е стигнало во терминален стадиум кога ќе треба да се екстрахираат. Како би се опишал сега овој процес, дегенеративен процес во секој случај, од присуство на бактерии до губење на еден зъб? Значи, овој е процес со латински назив може да се нарече циркулус вициозус, значи откако ќе навлезе веќе во тој процес, нема враќање назад. Значи, превенцијата, како што рековме, е многу битна. Ако се фати на време, да се санира во прв стадиум, кога нема развиено големи промени во периодонцимот и во коската, тогаш може би да го одржаваме и да трае и да се одржат зъбите и да трае доволно долго во функција зъбот. Меѓутоа, ако е веќе стигнато во умерен или во тежок стадиум, тогаш веќе прогресира, ние само можеме да го одложуваме тоа што е неодложно. Меѓутоа и тоа е некој решение, да се одложи дека може да се со различни медикаментозни терапии, со амбулаторни терапии, да може да останат во функција зъбите додека. Која бактерија е најчесто во устната шуприна? Што предизвикува воспаление на непца? Која бактерија најчесто? Значи, не можеш да кажеш која бактерија, ги има многу. Значи, во плакот ги има околу 100 милиони бактерии во моментот и сите тие се во некоја симбиоза, во некој баланс со организмот. Кога тој баланс ќе се поремети, кога ќе почне да настане воспаление, патогени бактерии се опортунистички наоѓаат момент и прават воспаление, кој што тоа воспаление во прва фаза се карактеризира како само гингивит, кој што е крварење и отток на самите гингиви, кои што крварат, се воспалени и отечени, меѓутоа немаме гингивално проширување и периодонтално проширување. Во подоцнежни фази се појавува периодонтален спациум, кој што, значи, простор меѓу коренот и коската, кој што е тој проширен и тука гингивата веќе се одвојува од зъбот, значи збориме веќе за втор стадиум. И тука се наоѓаат голем број бактерии кои што само ја влошуваат ситуација. Во трет стадиум веќе е касно. Добро, една од тие бактерии би била која? Има за стрептококи, има лактобацили, има свашта. Значи, ако нема присуство на бактерии, не се битни бактерии во моментот затоа што ги поврзувам со воспалението дека. Да, има многу патогени бактерии кои што се во латентна фаза, кои ќе најдат шанса, тогаш букнуваат и прават воспаление. Ако нема присуство на бактерии, кои се други причини кои може да предизвикаат пародонтопатија? Значи, воспаление е поврзано со инфекција бактериска. Значи, воспалението може да кога пародонтопатијата е болест кај што е карактеристика е воспалението. Пародонтозата од друга страна е исто заболување, али невоспалителна. Исто таму имаме гингивална рецесија и коскена рецесија, меѓутоа нема воспаление, не крварат гингивите, не се отечени гингивите и таа нема ист ток како и друга заболување. Пародонтоза и пародонтопатија се две различни. Воспалителни процеси се јавуваат и кај други состојби на уста, дијабетес например. Како еден човек може да си ги припознае сам симптомите за да свати дека се работи за сериозна состојба и да закаже термин кај стоматолог? Значи, као прво најбитна работа е редовни контроли на стоматолог.
пациент кој што знае дека има и други состојби медицински, треба уште да биде поагилен и да доаѓа многу поредовно на стоматолог и да ја контролира таа состојба, затоа што дијабетот, некои хормонални заболувања, некои други фактори, пушење, исто значи стрес исто предизвикуваат, знаат да предизвикуваат воспалителни процеси на мековото ткиво во устата, на оралната шуплина и гингивите и периодонцимот. Значи дијабетичарите се доста на удар, бидејќи посебно дијабетесот тип Б се повеќе на удар. И они треба многу почесто да идат на контроли, да ја одржаваат дијабетот на некој задоволително ниво со контрола, со инсулинска контрола и редовните контроли на стоматологот се исто многу битни, за да ја пратиме таа ситуација, да можеме да интервенираме, ако се влошува, да можеме медикаментозно да делуваме за да не прогресира болеста брзо. Како стоматологот ја диагностицира оваа болест? Значи пред се прегледи, значи анамнеза на пациентот, клинички преглед, рентген снимки и нормално редовни контроли. Ќе се прати пациентот кој што е суспектен за, значи ако во анамнезата е земено и дека има генетски предиспозиции, исто тоа треба се знае за да се прати на време дали се појавува кај него и во која фаза е и да може да се третира на време, за да се одложува тој процес. Болеста е дефинитивно прогресивна, но како да се забави или стопира оваа прогресија? Со кои медикаменти и начини на терапија? Значи има разни медикаменти, медикаментозна терапија не може да биде само тоа решение. Значи пред се терапијата се состои од навремено доаѓање. Ако се примети дека има воспалителни процеси, гингивити пред се, да се реагира, тие се најбезопасните, тие кои што можеме да делуваме и да добиеме решение некое, кој ќе тргне веќе работата на кај втор стадиум. Знаеме дека таму нема назад, но можеме да го стопираме со мануелна обработка на џебовите, киретажи, испирање, некојаш и хируршки интервенции се решение, некојаш ласерски интервенции се решение во џебовите. Значи имаме комплексно може да биде, не е само медикаментозно, не мора да значи ќе го реши проблемот, значи може да биде комплексен. Медикаментозно се решава со антибиотици, со витаминска терапија, со хлорхексидини, со плакнење, значи све комплексно ви помага. Ако причината за пародонтопатија е стрес, што би било терапија во тој случај? Антистрес терапија. Значи, стрес мора да се реши стресот, мора да е стресот, ако е стресот причинител, дефинитивен, тогаш мора да се реши проблемот со стресот, иначе не може да се, нема резолуција на проблемот. Меѓутоа најчесто не е само стрес, проблемот е комплексен со пародонтопатија, значи локални фактори, надворешни фактори, генетски фактори, малоклузии, трауматски оклузии, сето тоа се многу фактори кои што може да доведат. Само ако е стрес, најчесто не е ударана заби. Добро, да кажеме прекумерно или регуларно, редовно употреба на алкохол или наркотични средства, колку тоа влие? Алкохол, наркотични средства неам слушнато да влие директно на пародонтопатија. А пушење цигари? Пушење цигари, да, никотинот, да. Добро, во напредна фаза на пародонтопатија отпеѓа еден или повеќе зави. Од естетска или функционална причина, на местото каде недостасуваат зави, се препорачува замена со така наречени вештачки зави. За каква замена на завите се работи и од кои материјали се исти? Значи, пародонтопатијата, решението за пародонтопатијата, протетско решение треба да се гледа малце подлабоко и пошироко во комбинација со периодонтолози. Значи, ако збориме за некоја понапредна пародонтопатија, а сепак има варијанта да се зачуваат некои зави, значи мора прво периодонтологот да ги обработи тие проблематични зави, џебови, ако треба хируршка интервенција
вештачки коски обработка, да се стабилизира, па после да се врзат тие заби во некоја протетска конструкција. Препорачано е тие заби, да кажеме, ако имат доволен број на заби кои што се парантопатични, меѓутоа се уште функционални и може да се искористат, да се врзат во циркуларен мост, cross-arch дизајн мостови, кои што ќе ги шинира, ќе ги сплинтува тие заби, за да не се веќе подвижни, да не трпат индивидуално притисок вако притисок, меѓутоа тој притисок сега ќе се распоредува по должината на циркуларниот мост и сите заедно ќе отрпат тој притисок, значи нема индивидуално со оптеретува и побрзо да се расплати, значи сите заедно кои ќе бидат врзани и сплинтовани ќе бидат многу посилни и подолготрајни. Иначе од типот на материјал кој што се употребува моментално е во најупотребуван е порцеланот, затоа што е индиферентен, не дава воспалителни процеси кај гингивите. И комбинација дали ќе биде метал керамика, дали ќе биде фул керамика, дали ќе биде циркон со керамика, без разлика задоволителни, доста добри резултати се постигнуваат. Каква е прогнозата по поставување на метал керамички мостови при состојба на пародонтопатија? Прогнозата е индивидуална, се значи зависи во кој стадиум се носечките заби и се зависи од тоа колку е упорен и агилен пациентот да ја одржава. Значи секоја протезска конструкција бара посветеност за одржавање на хигиена во устата и мора ригорозно тоа да го спроведува пациентот по насоките на стоматологот што ќе му ги даде, што значи редовно миење заби, редовно плакнење заби, одржавање хигиена, контроли, доаѓање на стоматолог на, да кажеме, на 3, на 4, на 6 месеци како ќе може, и да се проверуваат забите, да се контролираат и секоја воспалителна состојба ако се примети да се реагира на време за да конструкцијата трае што подолго. Ако се работи за избор на пациентот меѓу метал керамика мост во собствени заби или имплант, кое би било подобро решение при оваа болест? Значи за генерална пародонтопатија, генерализирана пародонтопатија во цела забало, логично решение е протезска конструкција која ќе ги опфати сите тие заби кои што се до одреден степен расклатени, за да се сплинтуваат и да се држат еден со друг и да им го продолжи животот. Кај што е некоја локална пародонтопатија, да кажеме на 1-2 заба, ако се на другите заби се стабилни, значи тука логично би дошло и имплант. Значи не мора да се опфаќаат сите заби ако се другите стабилни, ако нема пародонтопатија. Значи ако е некоја локална на одреден дел од квадрантот, онда може да се реши локално со импланти, меѓутоа и нормално и ценава е тука, пошто имплантите се малце поскапи во моментов, поскапо решение. Кои се обврските на пациентот откако ќе се имплементира едно протезско решение? Дали грижата за хигиена на метал керамички мостови или импланти продолжува понатаму? Значи дефинитивно ако пациентот приметиме уште на старт приметиме дека не е одржавал претходно добра хигиена и ќе му се дадат насоки дека тоа комплетно треба ригорозно да го промени. Ако гледаме дека нема интерес, тогаш е контраиндицирано да се работи некоја поголема протезска конструкција, затоа што пациентот целиот тој труд ќе го фрли во вода за краток период, значи ригорозно мора одржавање хигиена со протезски конструкции во уста.